Вечерва со почеток во 20 часот во Центарот за култура Антон Панов Струмица ќе биде одиграна предпремиерата на представата Црна дупка од Горан Стефановски во режија на Лјупчо Ѓорѓиевски. Приказна која опишува македонската традиција сега, но и во минатото. Инаку Струмичкиот театар Антон Панов утре ќе го одбележи големиот јубилеј од 75 години постоење. Најпрво би сакал да им го честитам јубилејот на Народен театар Антон Панов, 75 години плодна работа, да им посакам уште многу години, инвентивна, творечка работа, уште многу представи и успеси. Се определивме за Црна дупка затоа што на некој начин сметав дека е многу актуелна во овој момент за состојбата во која се наоѓаме. Се разбира, кога велиме Црна дупка, не се однесува на термин во нашата галаксија и во универзумот како појава, туку се однесува на една црна дупка во нашето живење. Во таа смисла, ова пиеса спаѓа во постмодернистичкиот период на Горан Стефановски, после Диво месо, после Лед во место и така натаму, и бара еден поинаков пристап. Во основа на пиесата стои приказката за Силјан Штркот. Таа приказка знаеме дека е приказка за непослушниот син кој се претворил во штрк, па потоа се покајува и повторно се претвора во човек. Ова досега е трета изведба во професионални театри, а текстот е напишан во далечната 87 година. Главната улога во представата ја толкува Васил Михаил. Ова е исто така еден текст кој што е од наша гледна точка, од стручна театарска гледна точка, не е воопшто лесен за поставување и затоа досега само неколку пати мислам дека во професионални театри во Македонија ова е четвртата изведба, ако не третата изведба во професионални театри, третата или четврта. Добро, трета или четврта. Значи, текстот е напишан некаде 87 година. Инаку во представата Црна дупка учествуваат 12 актери, па публиката оваа недела ќе може да ужива во актерската игра на Васил Михаил, Танкица Стојанова, Анкица Бенинова, Јасмина Вучкова, Кире Ѓорѓиев, Елисавета Бончева, Коста Ангов, Ангелина Тренчева Ангелова, Јулијана Милкова, Стојан Велков Трн, Илија Младенов и Теодор Арсов. Ова представа се случува во вистински момент, затоа што проблемот што го тишти на Силјан како да е транспониран во ова време, практично овој текст е безвременски и затоа функционира во секое време. Што сакав да кажам? Дека зошто е во вистински момент? Затоа што Силјан е човек кој сака да се откине и да ја доживее апсолутната слобода, лична, но иницирана од тоа што како општеството реагира врз него, врз таа душа. Ке дојдете, ке ја гледате представата, ке видите ни се што може да помине еден човек кој се откинува од општеството и како индивидуалец размислува и има своји потреби и до кај го носи тоа. Оваа година славиме 75 години од постоењето на театарот, а јас како актер овде во Струмичкиот театар пак правам 5 години јубилеј. Како прва представа ми беше со режисерот Лјупчо Ѓорѓиевски и чест и задоволство ми е што сега и годинава повторно играм во представата, бидејќи секој процес има нешто, откриваме нешто ново. Во овој процес лично за мене открив дека треба многу малку за да ги отвориме нашите хоризонти и да направиме нешто ново, нешто
поразлично од тоа досега што сме играли. Струмичкиот народен театар почнал официјално со работа на 1 мај 1949 година, а прва представа поставена на сцената била Бегалка од Васил Иловски во режија на Димитар Колчаков.